подкаст. Како? Next Gen. Next Gen подкаст. Next Gen. Next Gen. Епизода 43 од Next Gen подкаст, а моето име е Георги Долкузов. Денес имам огромна чест да го гостам во нашето студио и сега гледам дека има пенкале на сред маса на време, за да ме прекине во најавата, ама нема да ја прекинам. Огромна чест да го најавам долгогодишен мој познаник, комшија, најуспешниот CS2 играч во нашата историја, Дамјан Стоилковски, Киксан. Даме здраво, како си? Супер. Фала ти што ја прифати понудата. Огромна чест ми е да те угостам денес да збориме за сите успеси кои ги нанижа годинава. Луѓето сакаат да те видат. Доста ми има коментирано дека сака да направиме еден подкаст, ги занима многу сцената светска на CS2, именно за тие што не знаат. Дамјан е професионален играч во CS2, веќе скоро 3 години. Моментално игра во тимот на Falcon, таму е тим лид, игра со светски звезди како Нико и други. И сега, откаде да го почнеме овој муабет? Откаде би почнал ти? Каде почна твојата историја со CS? Првиот пат да играш или првото онака меморија што имаш за Кантер? Да, најпрво не реков фала за поканата, мило ми е што сум овде. Кантер, не знам, почнува многу одамна, кој имав можда 8-9 години, не се ни сеќавам точно. Нормално почеток играње со другари, после школа, играње за забава, што би се рекло, но продолжив да играм и после толку време ми и работа и така. Со тек на време стана многу посериозно. Така. Сега ме интересира се од стартот. Значи првично си игра за забава, сите сме играле нели Кантер, сите знаеме, играш со другари и слично. Кога се првите твои афинитети? Кога прв пат излегуваш на некој турнир? Како се одвива онака целата приказна, буквално можеш да ми ја раскажеш? Па најпрво играв со другари, да речеме, потоа станава се посериозно. Играв со македонци, бевме една од најдобрите екипи во Македонија, потоа и во Балканот. И околу 2021 година ја представував Македонија на Европско првенство во Израел и тоа беше мој прв турнир, да кажам, посериозен. Иначе го освоивме тој турнир и така започна се. До тогаш сум играл со македонци за забава, за тепање време, што би се рекло, но тоа беше прв турнир така што можда ми ги отвори вратите да тоа село да стане посериозно. Така, и сега колку бевме на хајпани пред епизода, ве чекавме да почне и затоа луѓе ја шеста малери, што поправо ќе збориме што како, ама моце чисто ги запознаеме луѓето. Сега како одиш во профи водите? Кој е тука, каде се крши онака работата кај тебе, да преминеш во профи, кој те препознава, како те препознава, како се станува онака, нели, сонот на секој тинеџер што игра CS, да игра профи сцена, да игра со Simple и со ликови што има толку некое јако име. Како ти да речеме, и немој да бидеш скромен, слободно, како две? Како што реков, најпрво играв со македонци, почнавме прво во Македонија бевме станавме најдобри, после некое време почнавме да играме балкански турнири и на крајот дојде време за интернационални турнири. Бевме на 3, кој што се сеќам, интернационални турнири, повеќето со македонската екипа? Да, со македонска екипа и повеќето од тие 3-4 турнири што игравме ги освоивме и крај на 2022 година, тогаш се уште играв со македонци, добив понуда од норвешка организација Apex. Во тоа време они беа околу 40-50 во цел свет, што според ранкинг беше сличен на ранкингот на македонската екипа што бев дел, но за мене тоа беше некоја нова шанса да играм со, да речем, познати имиња, во позната организација и се одлучив да ја прифатам таа понуда и од почетокот на 2023 година поминувам во Apex. Така, значи 2023 почетокот негде почнува профи кариерата твоја. И сега ме интересира како се чувствуваш во тој момент. Претходно веројатно си замислувал некојаш, кој ти беше мајндсетот кога си замислувал да бидеш профи играч, некој те инспирирал да бидеш профи играч, си се гледал во таа улога, си верувал во тоа? Мислам дека секој или спонтано да. Секој си замислувал кога бил млад, дека можеби на ден ќе се деси, но никогаш не сум очекувал да се деси. За мене се тоа беше, да речем, ново. Одеднаш треба да патувам сам до во Норвешка, треба да патувам на турнири, да патувам на тренинзи, многу умфрски, како да кажам, одеднаш дојде за мене, но
неколку години веќе го правам тоа и веќе сум навикнат на сите тие работи, но на почетокот беше така, се беше ново за мене и би рекол дека све се случи брзо и неочекувано. Да. И сега првата сезона, како би можел да опишеш тука? Како изгледаше првиот пат на поголема сцена и слично? Кои беа твоите размислувања, се одиш на поголеми турнири? Како се чувствуваш? Па нормално дека бев малку, не би рекол исплашен, но едноставно не знаеш што да очекувам, бидејќи во таа екипа, во Apex, во екипата во која преминав, имаше 2-3 познати, полегендарни играчи што играде мејџори, што играде многу големи турнири. И за мене се тоа, кој што реков, беше ново и не знаев што да очекувам, но што кога преминав во оваа екипа, во екипата се збореше дека нашиот цел ќе биде да се квалификуваме за мејџор, што се играше неколку месеци подоцна во Париз. Да објасниме тоа, мејџор е онака како светското првенство. Да, мејџор е нешто најголемо во Counter. Има 2 мејџори во годината, еден во првата сезона, еден во втората и нема поголем од мејџор. И во тие моменти кога преминав во Apex, они зборат за мејџор, а јас немам никакво искуство, не играм буквално никакви турнири, си викам во себе како мејџор, ја знаеш, само што дадува екипава. Не дека не верував, но све се случи некако така брзо, како што кажав. И почнавме на почетокот, игравме некои помали турнири, затоа што тогаш бевме околу 40 место на ранкинг, значи не можеш да ги играш на добрите турнири ако немаш добар ранкинг, но некако успеавме да се квалификуваме за квалификации за мејџорот во Париз. Квалификациите се играа во Копенхаген, тоа беше мој прв поголем турнир, поголеми квалификации и на крајот успеавме да се квалификуваме за Париз, што беше доста големо, како да кажам, голем успех, голем успех за мене. И така од тука почна се со Apex. Значи, онака првата сезона уште беше некако приказна за себе. Да, добро тргна. Да, супер тргна затоа што, како што реков, кога отидов во екипата немавме некои големи турнири бидејќи немавме предобар ранкинг, но од кога се квалификувавме за мејџори, стигнавме до полуфинале на тој мејџор, многу врати се отворија, дојдовме многу покани за уште за други големи турнири, така да. Ти како се снајде таа прва сезона, како котираше во тимот? Па на почетокот можда ми беше малку тешко затоа што претходно играв со македонци и сега одеднаш треба да зборувам на англиски. Мислам, јас знам англиски, но да, друго е во тимска атмосфера кога секој ден треба да зборуваш англиски. Например, одиме на турнири или одиме на тренинзи во Норвешка и треба 2 недели да зборувам англиски со нови луѓе со играчи што претходно не сум ги видел, не сум ги запознал. Беше сосема ново искуство за мене, но мислам дека брзо се навикнав. Така, имаше добар резултат? Ти лично првата сезона? Да, мислам дека. Како се гледа добар резултат? Пошто се толкова да? Па, за улогата што јас се имам ингейм лидер, не би рекол дека моите индивидуални перформанси се не се многу битни. Асистенции, убиство. Да. Мислам дека побитно е како игра екипата, какви резултати има. Тоа е побитно за мене отколку моите статистики. Така, значи тоа во некој момент му доаѓа ти си како некој плеймейкер во кошарка, што би рекле, во некој спорт, плеймейкер на тимот или малце подруго? Не пратам многу кошарка, но јас сум, да речем, таква улога кај што доста се жртвувам за тимот и затоа реков дека моите статистики не се толку битни, затоа што правам многу работи за тимот што не се гледат во статистиката. И работа на ингейм лидерот е да размислува за сите тактики, тренинзи, све што треба да правиме, буквално све. А ти од почеток си некако во таа улога во сите тимови што беше или? И како се делат улогите, на пример, ако е у кошарка бек, плеймейкер, центар, како се делат во ЦС? Вака прво од почеток не бев ингейм лидер, кога почна да играм со македонци, тоа беше околу 2019-2020 година, имавме екипа од македонци и одеднаш требаше да сменим играч, тој што не беше ингейм лидер и немаше кој да биде ингейм лидер, па реков па јас ќе се пробам и така почна се, малце неочекувано и едноставно сакав да пробам затоа што сметав дека имам квалитети да бидам ингейм лидер. А за улогите во Counter има 5 играчи вкупно, има еден ингейм лидер, има еден снайпер и има 3 райфлери. Сега тие райфлери имаш поагресивни, попасивни, но сепак сите тие се райфлери. Така, значи така иде некако поделувате. После првата сезона, значи полуфинале одма на мејџор, што е реално можам да замислам како се чувствувал, дека било сигурно вау. А каде си играше тоа полуфинале? Каде беше тоа? Тој мејџор беше во Париз. Во Париз? Да, во Франција. Следната сезона што се случува?
После меѓорот во Париз имаше летна пауза и веќе почна да добивам понуди од доста посериозни екипи, да речем топ 5, топ 10 екипи у светот, не можам да ги именувам, но доста добри екипи, но на крајот ништо не се случи, останувам во Apex, но поради меѓорот во Париз сега после тоа имавме многу добар ранкинг, бевме околу топ 10, топ 15 во светот и почнавме да добиваме покани за многу добри турнири. Добивме покана за IEM Kelm, тоа е еден од најпрестижните турнири. Не се ни сеќавам, тоа веќе беше пред неколку години, но добивме покани за неколку турнири, каде што резултатите беа топло ладно, бидејќи имавме и некои други промени во тимот, имаше некои трансфери и можеби поради тоа што во Париз имавме предобар резултат и одеднаш очекувањата ни стана многу повисоки и нареден неколку турнири беа топло ладно, но и покрај тоа јас останав во Apex до крај на годината и на крај на 2023 добив понуда од тим Heroic. Значи уште појак тим, со појака котира веројатно. Таму која беше ситуација, со кој играше таму? Heroic пред да ме купат мене, пред да ме земат мене во екипата, беа долго време топ 3, топ 5 екипи во светот. Но во тие моменти беа данска екипа, но поради одредени причини таа данска екипа се распаѓа, остануваат двајца дански играчи во Heroic и ме земаат мене и уште двајца други во новата екипа на Heroic. И во првите неколку месеци имавме доста добри турнири, но резултатите не беа најдобри, но и покрај тоа се одржувавме околу топ 10, топ 15 на ранкингот, што беше добар резултат, да кажам. Но мислам дека очекувањата не беа доста поголеми, па затоа на крај на првата сезона веќе имавме некои промени во тимот и после тие промени веќе имавме доста подобри резултати. Така. Како се снаоѓаш тука ти во вториот тим? Сега како онака најбанално како би можел да ми објасниш? Значи ти почнаш, пак играш цел живот со нели се тие тоа пак е нормално, играта е иста 100 години, иако се менува доста и правилата претпоставам зборевме малце, се менуваат околу турнир до турнир. Како сега ти го доживуваш тоа перформанс, што гледаш онака на дејли ниво, што размислуваш, бидејќи тоа ти е професионално, нели како некој кој оди на работа и размислува што како прави, што да подобри, како иде твојот онака тот процес од тој момент, како градејќи таа кариера, еве да речеме од почетокот? Па за мене како ингейм лидер најчесто што размислуваме како да мојата екипа да иде подобро тактички. Значи ние секојдневно имаме тренинзи и после секој тренинг ги гледам тренинзите како сме играли, што сме играли и нормално ќе најдам доста грешки, ќе најдам доста добри работи и моја задача е за наредниот ден да иди да креирам нови ствари, иди да ги поправиме грешките што сме ги направиле претходниот ден, така да има доста детали што може да се најдат во тие тренинзи. И сега ме интересира како се одвива на пример еден тренинг, како изгледа и што се прави. Видите, јас од тоа што знам сега како некој лаик, камерманот се пофали дека е повастручен, нели? Требаше да збори. На пример има доста тактики, на пример првично претпоставувам околу распределба на тимот кој на која позиција води, нели како вие пробувате да ги надмудрите другите. Сега го зборам како Rocket Science. Другото веројатно, другиот аспект е оружјето, нели на пример доста комбинации со бомбите и со слично. И сега веројатно сите знаат ако почнеме да објаснуваме и слично. Ме интересира дали тие моменти на пример каде се пушта флеш, дали се веќе како некој скил од претходно од кантер што се влече или можеш ти нешто ново скроз да измислиш на пример од каде да ја фрлиш, па кај да падне бомбата, што е највеќе што ме занима од се. Па не би рекол дека најосновните, пример, бомби или тактики, сите ги знаат, но на највисокото ниво мислам дека најдобрите тимови се тие што наоѓаат нешто ново. Тие тимови што пробуваат да се, да кажам, еден чекор понапред од другите. Тоа е разликата би рекол помеѓу екипите што се на топ левел и тие што се малку подаде. Значи некој бейзик познавање, она е дури под процена веројатно, што има милиони играчи. Да, посебно во денешно време мислам дека сите тие basic и основни ствари сите веќе ги знаат, но затоа реков тие екипи што наоѓаат нешто ново или креираат нешто ново што претходно никој не го направил, тие се тие што се најдобри, да кажам. Да, и тоа после прави разлика. И добро, како ми објаснил еден тренинг, ти например денес не сподели дојде од тренинг, буквално имаше 8 сати тренинг. Како изгледа еден тренинг? Значи се пуштате сите, така најпросто слободно. Здраво. Денеска пример имавме тренинг од 10:30 до 6:30. Од 10:30 до 12:30, 2 часа имаме обично, околу 2 часа имаме теорија.
за време таа теорија се договараме околу нашите тактики, пример, што да смениме, дали да креираме нешто ново, дали некој ново utility бомби да се научат да се креираат. Значи, тие 2 часа сме само ние на сервер и разговараме што ќе правиме, како ќе правиме, зошто ќе правиме, се тоа. После тоа Брейнсторминг. Да. После тоа имаме 30 минути пауза за јадење. После тоа имаме 2 тренинзи, кои траат отприлика околу 1 час. Играме против 2 екипи професионални. Играме против една екипа, една мапа, против друга екипа, друга мапа. Се игра нормално 24 рунди вкупно. Не се игра, не е толку битно кој ќе победи на тренингот. Едноставно се тестираат работите што сме ги направиле во теоријата, што сме ги креирале во теоријата. После тие 2 тренинзи имаме повторно 1 час пауза. Потоа имаме уште 2 тренинзи од по 1 час и на крај кога ќе завршиме сите тренинзи, обично имаме по околу 4 тренинзи во денот против 4 различни противници. И на крај имаме околу 30 минути рекап како се вика на Ја исто ќе кажа. Кај што гледаме се што сме се што сме направиле за време на тие тренинзи, што сме направиле добро, што сме направиле лошо, што треба да се поправи, што треба да се буквално се. Значи, тие 4 гейма што ги играте, исто ги играте против профи екипи, така? Значи, тоа веројатно си има распоред. Кој ги управува тие тренинзи и слично распоредот на играње? Која е твојата улога? Само да влезеш и да размислиш онака за играта и слично? Да, значи на ова највисоко ниво, на топ левел во кантарот, играчите не имаме обврска да го прават. Тоа имаме во секоја екипа имаме менаџер, или менаџерот, или понекогаш во некои екипи тренерите го прават тоа. Значи закажуваат, има вебсайт кај што пример ставаш дека сакаш во 2 сат да играш таа и таа мапа и наоѓаш некој друг што исто сака да игра во 2 сат таа и таа мапа и се договарате и играте во одредено време, одредена мапа. И буквално тоа е секој ден кога сте слободни. Мада и не сте многу слободни. Ти се одиш уште утре, повторно на турнир. Како изгледа твојот распоред? Кога си тука, кога си на страна? Сега ми сподели дека си бил највеќе последните 3 години тука и тоа дека е 10 дена. Па не баше последните 3 години, ама генерално оваа година се сменија некои правила и оваа година има многу повеќе турнири, многу повеќе организатори, многу повеќе екипи, буквално многу се крена кантарот оваа година. И оваа година, пример, сега бев дома некои си 10-11 дена и оваа година е највеќе што сум бил дома е било овие 10 дена. Во глобала, значи имаме турнири доста често, да кажам, некогаш се случува да одиме од турнир на турнир. Последно сега имавме турнир во Мелбурн. Од Мелбурн одидовме директно во Копенхаген. Значи имаме такви ситуации каде што дури немаме време ни дома да одиме. Одиме од турнир на турнир директно, да. Така, интересно. Се веројатно колку луѓе има што пратат и што играат, што што имаат се разни прашања да постават конкретно за игрите, а јас сакам да те вратам уште малце на тоа како се најде сеја во екипата. Што си сега си моментално во екипа Falcon, маш малце ми кажеш за историјата на таа екипа, ми спомнал дека од Саудиска Арабија, претпоставам нова екипа која од таму прилично нова, веќе они нели развиваат сега на сите спорт страни, па и во спорт доста вложуваат. Како прекина соработката со Heroic, како се најде ваму? Вака, значи Falcon се организација Саудиска Арабија, тие постојат веќе 6-7 години, не сум сигурен точно, но на почетокот повеќе инвестира во сцената од Саудиска Арабија, значи има играчи од тој регион кои што не беа многу успешни и затоа во последните 2-3 години се одлучија да инвестираат во европската сцена и на крај на претходната година 2024 добивам понуда од Falcons кој што прави нова екипа со сосема нови играчи и се одлучив да ја прифатам таа понуда и значи во новата екипа на Falcons бевме јас и уште 20 играчи од стариот тим од Heroic, значи тројца од Heroic се префрлихме во Falcons, така да овој пат можда беше малку полесно да се прилагам затоа што со двајца само да екипата веќе ја знам, ги знам и во играта и надвор од играта и пријатели ми се, така да овој пат беше малку полесно. Така, а никој беше со тебе претходно во Heroic или сега? Не, тој е сега во Falcons. Да. И сега го спомнуваме нели дека има суперстар звезди на таа сцена, кажа се ти, најпознат име веројатно е Simple и сите знаат што некојаш играле CS, ти играш со веројатно втората или трета најголема звезда на таа сцена, тоа е Нико, исто балканец. Сега вие двајца сте единствени балканци, така или? Да. Би единствени балканци. Ме интересира
Моментот кога се пушташ на тренинг или ќе ми кажеш како беше твоето запознавање со некој, може таа приказна. Како беше твоето запознавање, како ти гледаше претходно на него и моментот кога се запознавте? Па не, Нико од секогаш бил, мислам, Нико игра веќе 10 години професионално и од секогаш бил еден од најдобрите и најценетите играчи. Има многу почит од целата Counter-Strike сцена и од секогаш сум го гледал и ми било, дури не сум ни очекувал дека ќе играм со него некој ден, но го знам ли од претходно, не се знаеме толку добро, но сум го гледал по турнири, бидејќи кога играв во Apex и во Heroic, неговиот тим играше на истите турнири, понекогаш сме се гледале, но никогаш не сме биле толку блиски, само Здраво, краток повед. И после, на крајот на 2024-та, после меѓорот во Шанхај, тие денови кога добив понуда од Falcons, одеднаш добив порака од Нико на WhatsApp, не знам каде беше. И он ми пиша, ми кажа какви се планови, дека он имаше преддоговор подпишан со Falcons. Он веќе беше дел од екипата, да кажам. И ми пиша, ми кажа какви се плановите, што е целта, што сака да се постигне, дали сум заинтересирани, така почна се. Така. Ти беше вау момент, имаше тој момент на вау или веќе тој момент го прекреше на првата сезона уште? Профи или? Па не, пак беше доста интересен момент, затоа што нигде никаде добивам понуда од Нико за да идам со негова екипа, нешто што не се случува секој ден, така да беше доста интересен момент и дури без збунето моментот, затоа што само што заврши меѓорот во Шанхај и си дојдов дома и после 2 дена добив таа порака. И да, но понудата беше интересна и зборевме неколку дена, но на крај се случи трансферот. Така, интересно сега, кој ги прави тие договори кај вас, например, тој момент имаш личен менаџер како во фудбал или то оди директно? Како се прават тие договори, преддоговори, ми спомна сега? Да. Нема правило, но да речам 90% од професионалните играчи имаат агент или менаџер, како да го наречам, и тој помага со подпишување договори, деталите од договорот и нормално тој преговара со организацијата која што сака да ме купи. Така. Интересно. Каде може сега да продолжиме? Интересира сега од кога се смени, како беше, ти дали го фати пресвртот на CS2, како беше тој момент? Нели играта на доби амдет или како и да се толкува тоа? Што се случи уствари? Јас за жал уште немав можност да пробам. Немам компјутер. Да, тоа беше најавено уште долго време пред да излезе CS2 дека ќе има нова верзија на Counter. И сега што се смени тука? Се сменија некои детали во играта. На почетокот на сите им беше, и мене дури ми беше чудно, не ми се свигаше затоа што со години играме CSGO и сите сме навикнати. Играта искрено CSGO пред да ја прекинат, играта беше во доста добра ситуација. Значи не беше лоша игра па затоа да ја сменат. Едноставно мислам дека целата им беше да направат нешто уште подобро од CSGO. Но на почетокот не беше баш најдобро, би рекол. Многу играчи се бунеа, имаше доста багови, имаше доста работи што не беа средени во играта, но мислам дека еве сега скоро 2 години подоцна, мислам дека играта е во доста добра ситуација и мислам дека вредеше да се префрли од CSGO на CSGO. Ја го прави скроз? Не е скроз, се уште има некои детали што може да се... Кој беа, например, како конкретно проблем? Беа повеќе физички во физиката на играта или? Па некои работи во играта, пример, на почетокот кој излезе CS2, пример, буст, кога 20 луѓе стојат еден врз друг во играта, имаше баг, не можеше да се бусташ. Кога ќе се качиш ти врз... Да, кога ќе се качиш врз него, и почнуваш да... Не знам како да објаснам, како баг и не стоиш во место, туку се движиш на него. Не знам како да објаснам, некој баг што не може да го средат година и пол од кој излезе играта. И беше доста чудно што што изгледа како многу едноставна работа што може да се среди во еден саат или во еден ден, но не им требаше 1 година да го средат таа. Ова е само еден обичен пример, но имаше уште неколку работи што на никој не имаше јасно зашто не ги средуваат, зашто им треба толку време да средат некои основни работи. Но сега е 2 години подоцна, би рекол дека не е перфектно, но е доста добро. Би рекол подобро од CSGO. Така. И се уште еден лик што мора да го спомнеме за да извадиме некој reels. Ме интересира за Simple. Првото запознање со него, првото здраво, понатака некоја интеракција, некој гейм, може некоја интересна ситуација што него што си имал in game. Со него
Мислам никогаш не сум играл во екипа, го имам сретнато неколку пати на турнири. Прв пат мислам дека се запознавме на првиот турнир мој во Париз, првиот меџор што го играв. Не беше ништо посебно, значи после утакмица стоевме надвор, јас и уште еден соиграч, JL, тој моментално игра за Нави. И Simple дојде надвор, седна до нас и некои најнормални муавети, како сте, што сте, ние тогаш не бевме толку познати. И знаеш, за нас беше некој достигнување да седиш и да збориш со Simple, знаеш, но не сум имал неке преголеми искуства, сум играл против него можда 2 или 3 пати, но тоа беше кога он играш уште за Нави, тоа беше доста. Моментално он каде игра се? Моментално игра во Фейс, на позајмица, но пред да игра во Фейс долго време немаше екипа, така да моментално не е тој Simple што беше пред неколку години, да кажем. Што се случува со него? Па не сум сигурен. Во еден момент престана да игра за Нави, не сум сигурен зашто. И како што знам, има договор со Нави кој што мора да се испочитува, знаеш, ако сака некој да го купи, треба да го купи, но не може да отиде кај сака да игра во било која екипа. И мислам дека поради тој договор он долго време не играше, но еве сега доби шанса да игра за Фейс, во меџорот што ќе се игра за еден месец, така да ќе видиме. Значи моментално уште е активен. Сега како стои сцената, например, ме интересира кој се смета за број еден играч, кои се муабетите у Counter-Strike сцената и слично. Кој е Rising Star? Па, има неколку, би рекол Зајво, што игра за Vitality, тој веќе игра долго време за Vitality и уште Simple кога играше на времето ги споредуваа, да кажам, Simple и Зајво, но откога престана Simple да игра, рекол дека Зајво е топ 1 последните неколку години, но пред година и по не иве никаде, што би се рекло, излезе едно дете од Русија, Донг. Детето буквално имаше 16 години во тој момент и го зема во руска екипа, која што беше окей екипа, но не беше ништо посебно, беа топ 10-15 на ранкинг. Го земаат него и одеднаш освојуваат IEM Катовице, што е после меџор еден од најдобрите турнири. Полска. Освојуваат уште 2-3 турнири и он има невидени перформанси, значи буквално нешто невидено до сега. Што позиција? Детето, он игра райфл, дури не игра. Значи повеќето играчи што се сметат за најдобри играчи у свет се снајпери, затоа што е на најаките пушки. Он не игра снајпер, он игра со обична пушка и пак има најдобри статистики. Никој е снајпер? Не, никој исто райфл. И освојуваат неколку турнири и на крај на годината освојуваат меџор. Така да он во една година се проби, значи буквално од прв турнир до меџор во помалку од година. И пред меџорот исто освоја уште 3-4 турнири можеби. Така, твој тимски колега исто така. Да, исто би го спомнал Монеси како еден од подобрите играчи у светот. Он играше пред да дојде во Falcons, играше во G2 и веќе за неколку години важи за еден од најдобрите снајпери во светот заедно со Зајво. Така да единствено нешто што му фали е меџор, се надевам за кратко ќе го има и тоа. Вајле сезонава слушам дека сте добри, така Да. што имате добри шанси сигурно. Да сега збориме добар играч. Значи ова мора да образложиме оваа тема, да ја разбаналиме до крај. Значи што да прави добар CS2 играч? Значи што би рекол онака е, од каде би почнал тоа? Секој ќе рече, нели 90% од луѓето од машките и голем дел и женски знам, значи знае да игра CS, ги знае мапите, еве преска зборевме Мираж, камераманот мој е Rising Star следен. А и слично, значи што е тоа што те прави, например, дали е процесот на кој размислуваш за играта, например, како ја размислуваш играта, како ги гледаш сите можности на мапата и нели како се движиш и слично, дали е скилот, например, како пукаш, прегледноста. Мислам дека има многу фактори што влијаат, значи буквално се е битно, но би рекол дека најбитна е упорноста. Ако сакаш да успееш буквално да стигнеш до највисоките нивоа, ти треба упорност, затоа што треба време да се стигне до тоа ниво и ти ако не си упорен, ако после година, две или неколку месеци се откажеш, никогаш нема да успееш. Затоа според мене упорноста е најбитна, но нормално тоа не е единствената битна работа тука. Нормално битни се вештини, скилс или како да ги наречам, прегледност, треба да разбираш играта, да знаеш мапи, да знаеш бомби, да знаеш има некои правила во играта, да кажам непишани правила што секој топ играч ги знае.
Интересира колку влијаат со играчите врз личниот перформанс. Па би рекол дека влија доста многу затоа што И таа тимска хемија нели што е позната. да, многу е битна тимската хемија и многу е битно играчите да се како да кажам. Ќе дам пример. Например, има играчи што кога не иде баш како што треба, знаат да се истребираат, да дадат некој коментар и Што би рекле токсик, нели? Да, што би ја направило атмосферата доста полоша. И доста е битно да имаш играчи кои што го прават тоа што поретко или да речам никогаш. И да, мислам дека многу влијаат со играчите, исто така и во играта, значи многу е битно да имаш играчи кои што не се себични, кои што го ставаат тимот на прво место, а не своите индивидуални перформанси или статистики. И да, мислам дека многу влијае тимската хемија. Ај например прокоментирај ми некој соиграч, тој е например најпознатиот соиграч, го имаш Нико. Како би го анализирал како соиграч? Па, мислам дека еден од најдобрите соиграчи што сум ги имал, затоа што очигледно како играч е предобар, како индивидуалец, но многу помага на екипата на многу различни начини. Например, пак ќе дадам пример кога имаме теорија, например. Други играчи, пример, да речеме се дискутира за некоја позиција која што не е на Нико, се дискутира за некоја позиција кај што игра некој сосема друг играч, но Нико и во таа ситуација ќе биде вклучен во дискусијата, значи ќе каже свое мислење. Тоа треба вака да направиме, тоа треба онака да направиме. За разлика од него, пример, има некои други соиграчи што сум ги имал што поише гледаат за себе. Пример, ако се работи за неговата позиција, ќе каже ја мислам вака, ја мислам така, но ако се работи за нешто сосема трето, може ништо нема да каже. Но затоа мислам дека тоа го прави Нико многу различен од сите соиграчи што сум ги имал, бидејќи помага на секој можен начин во екипата. Дали е во теорија, дали е на тренинг, дали е на надпревар, буквално во секоја ситуација. И не сакам да кажам дека другите соиграчи ми биле лоши, но не буквално next level. Нема да те разберат. Да, нема да разберат. Словно исхејта и кажи кој е најлош, не одиме на така се. Нешто ме интересира исто преска зборевме што да прави добар играч едно друго. Не пробувам што поише да навлезам нели во мајндсетот ти што го имаш бидејќи ти кариерата, професионализам е, договор, тренинг, претходно сати стајани ти значи нормално. И слично, којато размислуваме, например, почнува рундата во моментот, еве однесиме например низ еден гейм, например да е рандом некоја мапа, мираж или слично. Што размислуваш ти првото? Значи прво нели се дели се купуваат пушки, како и да беше, не сум играл тамна, си го трошиш буџетот ти зависи од тоа дали си победил претходно или си изгубил, што исто така менува, нели? Доста, дали штедиш на оружје или слично. Каков е твојот процес еве? Моментално си на почеток ја почнува да речеме од страна на терори, како е процесот? Што размислуваш? Има доста работи, значи јас како ингейм лидер пред да почне рундата, значи има 20 секунди кои што се викаат freeze time, кои се купуваат пушки и се прави планот. Но тие 20 секунди е моја задача да кажам што ќе се прави во таа рунда. Пример да кажам ќе одиме ваму, ќе одиме таму, ќе направиме тоа, ќе направиме ова, значи јас одлучувам што ќе се случува во рундата. И почнува рундата, но значи како што правиме ние, Ај може конкретно едно. како што имаме ние план, така имаат план и противниците, така некогаш нашиот план може да се смени врз беге да бир. Да, поради тоа што и противниците имаат некој план. И се доаѓа во таа ситуација во средина на рундата, например има една минута останато, каде што нешто се случило, некој губи, некој убил и сега треба да се донесе нова одлука. Пак најчесто јас сум тој што доноси таа одлука, како ќе се заврши рундата. Значи има доста размислување и доста гледање наоколу кој какви бомби има, кој каде, кој каде може да оди и врз основа на све тоа јас треба да донесам одлука како ќе се заврши рундата, така да има многу размислување. Колку е напорно на пример по еден турнир, колку треба отприлика? Околу 5 сати е активно играњето? 3 мапи? Не, да, најчесто е 3 мапи, но една мапа трае во просек да кажем од 45 минути до 1 час, така да речеме еден надпревар трае најмногу 3 сати. Околу 3 сати, но и 3 сати мислам дека е Исцрпување многу, исцрпувачки и физички и ментално, затоа што и пред надпреварот не имаме некои обврски што треба да завршиме, значи имаме
како се вика, спремање за утакмицата. Значи имаме спремање за утакмицата кој што трае можеби околу 2 сати. Имаме некои Што се случува на таа спремање? Се повторат акциите само или? се повторуваат тактиките, акциите, што кои тактики ги користиме против нив, кои тактики они обично ги користат, што да очекуваме од нив, значи има многу работи што се дискутираат. Значи тоа трае околу 2 часа. Потоа имаме некои рутини, значи имаме психолог во екипата кој што имаме некои активности со него, така да не се само тие 3 сати што ги играме, туку целиот ден од која ќе станеш дека заврши такмицата може да трае 10 сати, може да трае 8 сати, може некогаш и повеќе да трае. Пример, последните 2 финалења што ги игравме, се играа 5 маби, така да не се играше 3 сати, туку се играше 5-6 сати, што е, да речем, дупло. Така да доста исцрпувачки и доста треба да си спремен психички за да играш на ова ниво. Така. А отприлика колку трае кариерата на еден проплеер? Веќе не е нели нормално, не може да трае 100 години. Никој веројатно еден од мислам може, реално не може. Бидејќи исцрпува општо целиот момент преку веројатно има и брна и се нема време да опатим и такви теми. Ти си уште и може и таза да се каже во кариерата, веројатно уште не се соочуваш со такви моменти. Колку отприлика трае? Нема правило, но би рекол во просек кога играчите ќе стигнат до 32, 35 години, обично престануваат да играат. Исто така и зависи каква улога имаш во екипата, затоа што во моментов те играчи што се најстари, да кажам, повеќето се ингейм лидери, значи додека што јас имам. Така да ми рекол, ако си ингейм лидер, може да можеш и малку подолго да играш. И затоа си избрал. Да. Паметно. Но не е правило, пример, има и други улоги, играчи што играат други улоги, повторно играат до 30 и неколку години. Но моментално мислам дека најстар играч што игра на врвно ниво е околу 35 години. Така. И уште игра. Сега мора нешто што ќе ги занима исто така многу луѓето, бидејќи е нели најосетлива тема цело време кога се збори за пари. Може да се заработи добро на просцена ЦС, колку е тоа добро од прилика. Нели многу незгодно прашање, непријатно прашање на некој да му се гледа у џебот, но тоа е некако и на светска цена, нели секој знае дека не знам Роналдо има 400 милиони договори слично. Како да таму? Па би рекол дека во Кантар е малку по-различно, бидејќи договорите никош не се објавуваат јавно, така да за бројки не можам да зборам, но можам да кажам дека значи на ова врно ниво сите играчи имаат професионални договори, имаат месечна плата, имаат месечно примање, имаат процент од паричната награда од турнири што ја освојуваме. Некои играчи имаат бонуси, значи има неколку различни начини да добиеш, да имаш приходи од играјќи професионално. Како што кажав, не можам да кажам бројки, но доволно е за да се живее од Counter Strike. Претпоставам дека топ имињата се милионери. Па, би требало. Ако гледаме цела кариера, да, би рекол да. Да, значи суштина е работот која може и повеќе од да се живее, може и да се заработи. Да, мислам, зависи, треба време, така да би рекол тие играчи што се моментално малку постари, што играат веќе подолго време, што играат многу мејџори, што освојат многу мејџори, дефинитивно се милионери. Мејџорот има награда? Да, мејџорот има парична награда и има, значи на секој мејџор има in-game стикери, се викаат стикери, тоа се, значи секој тим и секој играч добива свој стикер како потпис. И тој потпис ти може да го залепиш на пушката. И кој скинка. Пример на скинот на пушката може да залепиш стикер. Пример јас имам мој стикер Kixon што можам да го купам и да го залепам на која пушка сакам. И од тие стикери сите играчи исто имаат процент, значи тоа исто еден од начините да заработиш Passive income. Да. Така некако. За бизнис бил. Да. Значи ги има сите сфери. Океј, тоа чисто онака. Мислам доста непријатно кога не се објавува јавно цифрите во извор, таму и тоа ги занимало кој колку заработува, колку е се, и малце мора да ја изгревам, иначе не би. За крај, бидејќи ти видив дека нема да држиме повеќе, а имам уште толку многу да збориме, а бевме ради некои работи онеспособени да почнеме порано, небитно, битно снимавме и уживав у разговорот искрено. Сам некоја два порака пред крај, бидејќи имам некои брзи прашања за крај, пред крај некоја два порака, некоја визија да им споделиш на сите млади. Еспорт е сцена што се повеќе се шири у светот, а како у секое поле би требало нели ние зборувајќи на македонски тога како медиум да ги потекнуваме луѓето да се насочуваат во тоа што сакаат. Претпоставам дека мал милион луѓе
си им идоли дека сакаат да играат на таа сцена и што би им порачал? Како, зашто? Па, Дали би им би рекол, препорачал? па да, ако некој сака нешто, дефинитивно би му го препорачал. Значи најбитно е да прави во животот тоа што го сакаш и да си упорен во тоа, бидејќи ако не си упорен, можеби нема да успееш. И би рекол дека никогаш не е лесно и мене не е било лесно на почетокот на кариерата, бидејќи пример сум станал професионалец после некое време, кога сум почнал да играм, не сум имал никакви примања, не сум имал тим, не сум имал ништо, но упорноста ми помогнала највише и веќе зборав за упорноста пред 15-20 минути, но би рекол дека упорноста е најбитна во оваа сфера. Значи, веројатно кој за секоја Да. и за секој друго. Од кога играш ти активно? Активно, професионално од 2022. Зборам активно, добро професионално, активно вака као daily base. Јас сум почнал да играм, 2015 или порано? јас сум почнал да играм многу мало, од 8-9 години што кога бев во основна школа. Сум играл цело време, некогаш со прекини, можда не сум играл по недела, две, не се не сеќавам, но така поактивно, може да би рекол CSGO кога излезе околу 2000, мислам CSGO излезе порано, јас почнав да играм околу 2014, така да од тогаш би рекол дека играм поактивно. Значи некој 10-11 години си скроз во тоа. Да. Пред да те пуштиме, уште 3 минути имаме до времето кој се бори, кој го може да држиме. Ме интересира близ прашање. Да ми кажеш омилена мапа која ти? Мираж. Мираж, зошто Мираж? Шо ви кажеш? И мене ми исто преска зборевме дека нема пулап. Па не знам уште CSGO многу одамна постои Мираж, за разлика од некои други мапи што излегуваат сега и од секогаш ми била така интересна мапа за играње. И кога почнав да играм прв пат професионално со македонска екипа, Мираж не беше далеко најдобра мапа, буквално ја викавме македонска мапа и ден денес во сите екипи што играм Мираж ни е една од подобрите мапи, така да и ми се допаѓа мапата и имам успех на неја со екипите, така да имам доста причини да кажам Мираж. Најтежок противник, face to face, кога си бил one on one? Играч? Играч. Зајво? Да? Да. Не може. Не. Замисли омен пред те. Се Не се сеќавам на многу ситуации еден на еден со него, но мислам дека е еден од најдобрите играчи на денешницата, со така да кажам него. Најлут клач што си би изиграл. Најлут клач. Не ви текнува. Имаш, предпоставам, некои добри. Не, сигурно имам некои клачови, но не ми текнува некои многу битни клачови. Со имам можеби еден на два во битни моменти, да сум немал, например, уствари имам еден клач, тој беше многу дамна, тоа уште игра со македонска екипа и тоа не беше голем турнир, но беше некој онлайн турнир што го игравме од дома и имав 1 на 5 клач на Мираж. Да. Во БА, уште се сеќавам. Во ВА? Да, не беше можда најбитен клач, бидејќи не беше преголем турнир, но клачот беше стварно уште се сеќавам. Нема подобро. Ја. Ти колку клачови имаш? Ну. Обоју. Кој тим највеќе го респектираш на страна од тоа, нели нормално најголем респект имаш за твоите пред сигурно? Во моментов. Во моментов Или општо да речеме кој тим е бидејќи не. Во моментов би рекол Vitality, бидејќи се во страшна форма, освоја 5 или 6 турнири поред, 2 против мене во финале, за жал, но Факт е дека кажа дека го гледав. Да, факт е дека се предобри. Кога не дифузно. Да, против Зајво. Да? Да. Ама го скина. Да, ама не. А чека, тоа беше за да тепате вие? Да. Леле. И ја изгубивме таа рунда и беше. И отиде продолжетоци. Да. Така да многу јак. Би рекол Vitality во моментов, но генерално како организација, како тим би рекол Нави, бидејќи постојат, се сеќавам уште од 7-6, сум ги гледал и сум бил фан на Нави. Ден први ги спомнавме, не. Ден денес постојат и имаат сите овие години, последните 10-15 години во различни верзии од Counter Strike имаат топ екипа. Фала ти многу што дојде. Стварно извини што испана на брзина и не успеавме некако поише време да возможиме, бидејќи снимавме повеќе, не возможиме повеќе време да било нека малце open mic, да збориме ситуации и се. Беше и твое прво појавување.
покана уште одма за следната прилика кога си тука да направиме еден поинтересен концепт, поопшт, да збориме поише. Фала ти што дојде, ни испочитувам многу во овој краток период што си тука, да одвоиш 2 сати за нас. Многу ни значи. Да, фала за поканата, мило ми беше. Добро Мислам си дека помина. Супер си поминавме и се надевам ќе има уште прилики. Апсолутно, ќе има прилики, а ова не е последно во никој случај. Мислам дека имавме супер разговор, ги мотивиравме сите идни еспортсци со 2 звезди. Се надевам дека ќе земат пример, бидејќи си реално одличен пример како од кај нас може да се игра на највисокото можно ниво во твојата индустрија. Тука ќе морам да одивам оваа епизода. Фала ви на сите што останате со нас помалку од 60 минути. За жал оваа епизода. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно.